Интензивните врнежи проследени со силен ветер и повремено со замрзнат дожд, што го зафатија поширокиот гостиварски регион, создадоа пречки во сообраќајот, го заматија изворот на Вардар од каде Гостивар добива вода и предизвикаа прекини во снабдувањето со струја. Гостиварската локална самоуправа утрово информираше дека се воведува забрана за пиење на водата од градската водоводна мрежа. Поради обилниот дожд дојде до заматување на водата во изворот на Вардар и следствено на тоа водата од водоводот не смее да се користи за пиење, извести општината. На територијата на Гостивар не се пријавени други поголеми проблеми и штети од невремето. Во Мавроско-реканскиот крај во текот на вчерашниот ден имаше прекини во сообраќајот и снабдувањето со електрична енергија. Поради паднати дрвја и одрони на коловозот, доцна попладне беше воведена целосна забрана за движење на патот Маврово-Дебар. Екипите на Македонија пат беа на терен во текот на вчерашниот ден, но бидејќи постојано паѓа дрвја, беше одлучено во 18 до 30 часот патот да биде затворен. И денеска истите екипи продолжија со работа од ранните утрински часови и во околу 8:30 часот патот повторно беше проводен и веќе се уште е проводен, така да моментално нема некои поголеми проблеми. Исто така во текот на вчерашниот ден дојде до прекин на доцор на електричната енергија поради оштетување на далноводи и екипите на МЕПСО работеа исто така до доцна во ноќта и околу 4:30 па бајлево добивме електрична енергија. Водостојот на Радика и притоките е зголемен, но досега излевања немало. Со оглед на прогнозите дека врнежите ќе продолжат, апелот до граѓаните е да бидат внимателни. Очигледно е дека поради врнежите водостојот на Радика, но и на околните реки кои што се влеваат во Радика е зголемен, но до сега информациите што ги имаме нема излевање на Радика, ниту е направена некаква штета, но сепак ја би упатил еден апел граѓаните да внимаваат да не се движат во близина на водостоите кај што е Радика или другите помали реки и исто така да внимаваат поради временските непогоди за да не дојде до несакани последици. Според мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи, најмногу дожд во изминатото денонокие наврнало во Гостиварско пожаране 48 литри на метар квадратен и во Тетово 39 литри.